Поштовани сограѓани, пред да почнам со своето излагање, како човек кој секој ги почитувам моралните норми, сакам јавно да се извинам на Дарко Ристовски за упатените зборови кои кон него ги упатив на социјалната мрежа Facebook и да потенцирам дека зборовите се искажани во состојба на афект одржаниот состанок на 8.5.2025 година. Почитувани, на ден 8.4.2025 година во просториите на општинската организација СДСМ Куманово под присила од страна на председателот Дарко Ристовски и секретарот Сонја Тодоровска имаше обид да ми биде одземен клучот од партиските простории каде што бев ангажирана во период од 1,5 година. Откако одбив да го предадам клучот и тргнав да ја напуштам просторијата, Дарко почна да трча по мене и се обиде физички да ме нападне. По овој инцидент престанав да работам во партиските простории и барав средба со организациониот секретар и СДСМ Мартин Костовски и пратеникот во собранието Оливер Спасовски. На ден 8.5.2025 година отидов на закажаната средба со предмалку наведените лица. Присутни на состанокот беа Оливер Спасовски, Мартин Костовски, Дарко Ристовски и Сонја Тодоровска. Целиот разговор беше проследен со агресивно однесување на Оливер Спасовски, кој се стави во одбрана на Дарко Ристовски, иако беше запознаен со целата ситуација која претходниот месец се случи во просториите на општинската организација на СДСМ Куманово. Моето прашање до вас, драги сограѓани, е: дали луѓето треба да бидат слепи, партиски послушници кои ќе немаат право на глас и ќе бидат искористувани од партијата и во моментот кога ќе го кренат својот глас, ќе завршат како мене? Вам ви оставам да пресудите дали вакви луѓе можат да работат во интерес на граѓаните.